Сестринската партија на СДСМ во Унгарија, која таму се вика ДК, освои само 1,18% од гласовите и ниту еден пратеник. Голем успех на социјалдемократите од Будимпешта до Скопје. И во такви услови, наместо да жала за своите соборци во Унгарија, тие се во еуфорија за поразот на Виктор Орбан. Види им го паметот. Се јави и Филипче, и оној експертот за НАТО Жерновски да кажа дека поразот на Орбан во скоро време ќе значел и пораз на Вучич и на Мицковски. Бре, геополитичари, џабе Венко се радува на победата на Тиса, кога нејзиниот лидер Петер Маџар е кадар на досегашната владеачка партија Фидес на Виктор Орбан. Преведено на локален терен, тоа е како некој од најблиските соработници на Мицковски да излезе од ВМРО и да формира партија и таа партија да победи на избори. Така да ако некогаш ЕУ реши да пронајде некој македонски маѓар и да го направи премиер, тоа сигурно нема да биде некој од СДСМ која е четврта, петта партија во Македонија, туку пак ќе биде некој од ВМРО ДПМН. Разочарувањето на СДСМ од идниот премиер на Унгарија дојде уште првиот ден, кога тој изјави дека планира да има добри односи со Македонија и со другите земји со кои Унгарија има стратешко партнерство. Затоа СДСМ треба да престанат да гледаат во туѓиот двор, туку во својот. За Унгарија, унгарците ќе го берат гајлето. Дали новиот премиер ќе им донесе подобар живот, мигранти, топли радиатори или руска зима, времето ќе покаже. Преголемите очекувања и еуфорија обично носат некој нов заев во земјата. Барем ние тоа го имаме осетено на своја кожа и уште не можеме да се опоравиме. Да се надеваме дека нашите пријатели од Унгарија ќе бидат помудри. Ова е капчето што председателот на САД Доналд Трамп му го испрати на лидерот на ДУИ Али Ахмети како извинување што не може да му одговори на писмото што му го испрати. Војна е, Трамп е растргнат на сите страни, па не му пиша навреме. А сакаше, не дека не сакаше, еве капчето е со посвета. Make Ахмети great again. Сите сакаме Ахмети повторно да биде голем, како кога беше главен во Македонија, а Заев му дозволи да ја претвори државата во темен вилает и служевме за подсмевка и соседите. Да, Ахмети пиша писма до неколку лидери, загрижен што власта чепкала во придобивките од рамковниот договор. Нема врска. Ахмети е загрижен што не е на власт. Најубав опис за Ахмети и ДУИ даде политичкиот аналитичар Љујзин Фаризи во интервју за Република. Едно, многу да ни е јасно. Ние и треба да знаеме дека ДУИ не може да функционира во правна држава. Тие функционираат во илегала бидејќи од таму се дојдени и така тие само така на тој начин може да функционираат. Ахмети во писмото вели дека се чепкало во законот за јазици. Оној што го протуркаа додека беа на власт со СДСМ без мислење од Венецијанската комисија. Сега, откако Венецијанската комисија го испрати мислењето до Уставниот суд, на Ахмети му дојде до писма. Прво да го прашам на кој јазик го напиша писмото, на англиски или на албански. На македонски знам дека не пишува, како што не сака ни да зборува. Што има да го говори официјалниот јазик во државата? Баш ме интересира што му пишал. Може му го спомнал внукот Дрин Ахмети кој на 20 и некоја година врти милиони и купува и продава трговски центри како сладкарница во чаршија. Може и му пишал да го тргне кумашинот Артан Груби од црната листа. Ако Трамп не му заврши работа, кој? Ама не е само Трамп, Ахмети му пишал и на Џорџ Буш. Од кај го извади па него? Буш не ни знае дека постои некој Ахмети. Му пиша и на Макрон, за секој случај. Ако не го отвори писмото Трамп, Емануел гарант ќе му спомне да не заборави. Кога се слушаат Макрон и Трамп, гарант зборат за писмото од Ахмети. Од сите на кои им пишал, писмото од Ахмети може го прочитала единствено Урсула фон дер Лајен. Председателката на Европската комисија никој не ја игра и во светот има влијание колку што сега има Ахмети во Македонија. Значи, зошто Али не пиша и во Хаг? Таму со душа го чекаат ако оние од Кале решат да го приберат. На кое дередже е дојден Ахмети покажува и тоа што со него се подсмева дури и Билал Касами.
Лидерот на Беса вели дека Ахмети пратил писмо и до месечината преку вселенскиот брод Артемис. Команданте, не е време за писма, туку за пензија. Сакаш швајцарска, сакаш македонска. За да не остане покус, се јави и Зијадин Села, кој изјави дека ако албанскиот јазик не станел официјален, ќе требало да се утврди во кој дел од територијата ќе бил официјален, а ќе морало да се направи и промена на политичкиот систем во државата. Ова со прости зборови се вика закана од сепаратизам и во едни други времиња ваквите ликови заминуваа на привремена работа на Голи оток, но сега се други, демократски времиња кои тешко се објаснуваат во 5 минути.